За електричниот многонаменски првенец инженерите донираа 7 седишта на должина нешто помала од 4,7 метри. Благодарение на меѓуоскиното растојание од 2,83 метри усвоено од ГЛБ, внатрешниот простор е простран, иако тоа е значително оптимизирано во третиот ред на седиштата. Како и другите електрични модели од Штутгарт, EQB има типична маска на ладилникот со централно поставена ѕвезда и лента од светла напред и назад за да се издвојува од верзиите со термички мотори. Дизајнот е намерно аголен со цел да ги преземе очигледно неизбежните теренски елементи. Возачот гледа во уредна колекција на инструменти и опционално head-up дисплејот го пренесува приказот на ветробранското стакло. Навигацијата со брзо реагирање, која е стандардна во сите варијанти, работи на централно поставениот екран. Големо внимание е посветено на ергономијата изразена преку седиштата со фина странична потпора, квалитетни материјали, а контролите се сместени таму каде што би се очекувало да бидат. Урамнотеженото потпирање по конструкција Макферсон напред и мултилинк назад се дотерани за пријатно возачко искуство. Со доплата, Мерцедес испорачува и подвозје со приспособлива амортизација во која однесувањето на амортизерите може да се дефинира за секој поединачно. EQB првично ќе излезе на пазарот со 4 матик погон на сите тркала и две варијанти со моќност од 168 или 215 киловати. Подоцна ќе следат верзии со погон на предните тркала и зголемен опсек. Со цел да се генерира оптимална распределба на моќноста, електрониката ги регулира соодветните барања за возење 100 пати во секунда. Мерцедес ветува автономија од 419 км според WLTP, а оваа вредност е доста остварлива и со соодветниот стил на возење, доколку се вози претежно во еко поставката. Поради еколошката ориентација, крајната брзина е ограничена на максимални 130 км на час. Батеријата од 66,5 кWh скриена во подот на возилото може да се полни со наизменична струја преку вградениот полнач од 11 кWh, кому му се потребни околу 5 часа за потполно полнење на капацитетите. Помалку време треба на станиците за брзо полнење, каде што на EQB му се доволно 32 минути за да ја наполни батеријата до 80%. За да не губи време возилото барајки станица, Мерцедес разви навигацијски систем со Electric Intelligence функција. Покрај најбрзата рута до дестинацијата ги пресметува и запирањата за полнење и ја прилагодува својата пресметка на моменталните услови на возење. Во исто време, интелигентната навигација ја доведува батеријата до оптимална функција за полнење пред планираното запирање. Нема потреба за објаснување на електронските асистенти кои се на голем број веќе во стандардната изведба. Мерцедес има големи очекувања од EQB, не само поради својата електрична иднина, повеќе е поради истражувањето на потребите на купувачите со цел достигнување на нивна врвна сатисфакција на престој во возилото. За разлика од GLB кој се произведува во Мексико, глобалната верзија на EQB ќе доаѓа од Унгарија. Нема податоци за ценовното позиционирање, но се очекува да биде над 50.000 евра.